ми се чини дека сите млади кои дојдоа на овој камп едве чекале да излезат од дома. Имаме нешто повеќе од 40 млади луѓе, не само од Делчево, туку и од Македонска Каменица и од Берово. Зборуваме за социјално предприемништво и за тоа што значи да креираат своји идеи, да ги запишат за да може да ги реализираат некаде од септември. Целиот проект е раководен од прекрасни исто млади луѓе кои сакаат да го променат Делчево како место и целиот овој регион и да ги поттикнат младите луѓе да размислуваат на принципот како ние од заедницата да вратиме повторно во заедницата. Имаше ли доста предлози за некои идеи кои подоцна дека ќе се преточат во... Имаат идеи, но идеите ќе бидат ќе бидат представени и утре, во утрешниот ден, во недела. Многу е битно да се знае дека младите луѓе овде ќе научат што значи бизнис план. Ќе разговараме како да направат буџет. Разговараме за тоа како да креираат од идеја до производ една цела слика и секако ќе имаат можност да слушнат и како е во Европа и во светот, не само од домашни примери за кои ние денеска зборувавме малку повеќе во Македонија и во регионот, но ќе зборуваме многу за тоа што значи Европа 2020 и зошто Европа е толку фокусирана да даде поддршка на социјалното предприемништво. Особено ни е драго што времето денеска ни послужи. Баш е пријатно, температурите се одлични за планина и за активности на планина. Инаку веќе го привршуваме првиот ден од дводневниот камп. Денес според агендата имавме дел слободни активности, дел работна сесија. Во неколкуте, работни сесии, младите има можност да се запознаат со поимот социјално предприемништво, меѓутоа и да почнат она клучното што треба да излезе како финален производ од овој камп, тоа е да развијат некоја младинска локална иницијатива која ќе преточат во бизнис план треба да се однесува на фокусот треба да биде на социјалното предприемништво. Од разговорите кои што денес ги имаме со присутните тука, имаме навистина добри впечатоци за сега, младите се задоволни, посебно им се допаѓаат и работните сесии, меѓутоа посебно им се допаѓаат и слободните активности. Добро што доаѓаат младите од различни градови, па може да се запознаат меѓу себе, да си разменуваат искуства и така натаму. Денешниот ден го завршуваме, работните сесии за денес се веќе завршени, веќе сменели 17 часот. Во наредните 2 часа ќе имаат организирано пешачење до врвот Чавка, а потоа ќе се вратат повторно тука на местото каде што се поставени шаторите и ќе биде запален логорски огин. Ќе си прават сами вечерва. Така што верувам дека ќе биде и тој дел доста интересен, што се однесува до утре, до утрешниот ден. Ќе се продолжи со работните сесии, со тоа што идеите кои што денес веќе ги развиле и веќе ги смислиле, утре ќе треба да ги преточат во бизнис план и заеднички да дискутираме, да донесеме заклучоци. Овака сега следува оној рекреативен дел, кој заврши оној дел од предавањето, така што ќе направиме една планинарска тура, која што тура ќе биде во вкупна должина околу 6,5 километри. Ќе започне од Вила Гранит, Работиничка ширина, Бун Чешма, врв Мала Чавка, 1508 метри надморска височина и се враќаме овде. Потоа ќе направиме, како што гледате, веќе имаме направено камп од шатори и планираме по враќањето да направиме планинарски оган, да си подготвиме сами вечера, тоа е правење скара на жар и така натаму. И целта ќе ни биде подобро запознавање меѓу сите учесници, дружење, разговарање во врска со денешното предавање и така натаму, така што се надевам дека временските прилики веќе цел ден не служат. Се надевам дека така ќе остане до крајот на денот и кампот ќе продолжи и во наредниот ден, односно ден недела. Голот претходно бил место каде доаѓале повеќе луѓе да кампуваат, порано од цела Југославија. Колку е значено што се враќа на некој начин преку овој проект таквата слика за нашата планина? Многу е значено, бидејќи нашата планина Голак е идеална планина.
значи не само за правење на кампови, исто така е многу значен и за спортски активности, фудбал, кошарка и така натаму, дека имаме комплетна инфраструктура и најбитната работа е што младите на некој начин сакаме да ги оттргнеме од секојдневните работи, посебно од онаа технологија и значи да ги спознаат оние нормални и човечки вредности, така што се трудиме на секој можен начин преку разни вакви проекти и така натаму да што е можно повеќе вакви работи да организираме на нашата планина Голак. И сега знаеме поради оваа пандемијата малку сме ограничени за да правиме вакви кампови само од нашата општина и малку пошироко од нашиот регион, но се надевам дека со тек на време работите ќе се средат така што ќе можеме да правиме вакви кампови и пошироко, па и од соседните држави нормално. Да ни се представиш, да ни кажеш што за тебе значи учеството на овој камп на кој... Јас сум Емилија Стоичова, дојдов од Македонска Каменица. Ово е една убава дружба за нас. После това што беше со пандемијата е многу подобро да се дружиме. Тука сите са фини, имаме обуки, имаме дружба. Така, научите ли нешто од темата која е... Па да, веќе согласуваме се веќе со социјалното предприемништво, на различен начин го сваќаме веќе това. Еве со нас и учесник од Делчево, да ни кажеш за тебе што е значи. Магдалена Георгиевска, доаѓам од Делчево. Чувството е прекрасно, едно прекрасно искуство. Споделуваме многу идеи, се дружиме. Еве сега ќе одиме да пешачиме, да се запознаеме со убавините на Голак повторно и сето тоа е прекрасно.